Почитувани, се што се продава на пазарите во Скопје, Куманово, Паланка, Велес и други градови, се наводнува од Вардар, Пчиња, Крива река и другите реки од тој слив. Излевањето на цијанид и други опасни материи во Крива река може да биде една од најголемите еколошки катастрофи во поновата историја. Излевањето на високо отровни материи од рудникот Тораница резултираше со енормно загадување на Крива река. Според независните анализи кои ги објави општината Крива Паланка и градоначалникот Сашко Митовски, концентрацијата на тешки метали, цијаниди и други токсични материи е десеците и стотици пати над дозволеното. Ова е огромна закана за живиот свет, за бунарите, за земјоделските површини, но е аларм итно да се направат анализи и во Пчиња и Вардар. Инспекторатот за животна средина има огромна одговорност во овој случај и денес мора да се бара одговорност од сите. Наместо да ја утврди вистината, инспекторатот излезе со неосновано тврдење дека се излеала само вода. Доколку не се направеше независната анализа од општина Крива Паланка, заради овие паушални и очигледно политички мотивирани тврдења на инспекторатот се ризикуваат животи. СДСМ прашува: дали е ова случајно или некој свесно ја штити компанијата Булмак 2016? Дали државните органи под раководство на кадри на ВМРО-ДПМН учествуваат во прикривање на еколошки криминал? Дали тоа што Тони Тоневски, директорот на Булмак, е истакнат партиски кадар на ВМРО-ДПМН и поранешен градоначалник од нивните редови, е причина за криење на вистината? Овој сомнеж го подгрева и пратеникот Емил Спасовски од ДПМН, кој наместо да застане на страната на граѓаните и нивната безбедност, ја политизираше целата ситуација. Наместо да бара одговорност, тој се обиде да го дискредитира градоначалникот на Крива Паланка и да ја релативизира хаваријата. Затоа СДСМ денес јавно бара темелна и итна истрага за целиот случај и утврдување кривична одговорност. Итно испитување на сите реки и води кои се во допир со водите од Крива река, вклучително и делови од Пчиња и Вардар. Потенцираме и укажуваме дека можеби храната која јадеме е под ризик. Објава на сите инспекцијски извештаи поврзани со рудникот Тораница. Оставка од пратеникот Емил Спасовски кој свесно ширеше дезинформации и ја минимизираше катастрофата. Одземање на еколошката дозвола на Булмак 2016 поради сериозни и повторени прекршувања. Доста беше молк, доста беше заштита на бизнис интереси на штета на животната средина и здравјето на граѓаните. Државата мора да покаже капацитет. Или ќе има правда, или ќе има соучесниство. СДСМ нема да дозволи овој случај да помине тивко. Ќе бараме одговорност до крај. Ви благодарам.